Помеѓу меките и дигиталните вештини, што подразбира дигитрансформацијата ке малите и средни предпријатија, но ова интересна и се разбира секогаш актуелна тема. Ова утро разговарам со нашиот следен гостин во утринската програма на јавниот сервис, Мирослав Драганов, обучувач за меки вештини во дигитално време. Кога зборувавме, баш се насмеавме во позитивна конотација. Како да те најавам, Мирослав, за да ја поврземе и темата за која што денеска му абетиме, навистина во изминативе години, отколку што лично те познавам до сега, си пример на човек кој што докажува дека преку инвестиции во себе човекот не на неколку години, туку неколку пати годишно може да расте и да просперира кога зборуваме за професионалниот свет и развој. Добро утро и добре ни дојдете. Добро утро, благодарам на поканата и на одличниот повед. Неодамна се дружавме минатата недела, чинам во организација на UNDP, имаше една убава медија вработилница каде што беше и токму воспоставена ова тема во рамките на еден проект кој што заеднички го имавте спроведувано. Зашто стануваше збор? Прво да дадеме вовед за тоа. Па да, UNDP навистина спроведува неколку проекти кои што се доста важни од оваа наша тема за меките и особено дигиталните вештини, како тоа во ова денешно време да имаат придобивка најмногу граѓаните. Има два проекти, веќе ги споменам. Едниот е отворањето на Skills Next, односно Центар за идни вештини во Тетово. UNDP го отвара во партнерство со Штуловиот универзитет, односно Универзитетот на Југоисточна Европа, каде што веќе за речиси 2 години стотици професионалци од 3 сектори веќе ги имаат поминато тие напредни обуки за ова ново време што им се потребни. Тоа се секторите текстилна индустрија, градежен сектор и енергетика. Значи, во овие сектори да се види како со ова ново време, дигитализацијата што го возможува, секако ние како луѓе со нашите меки вештини како можеме да се прилагодиме за да извадиме максимум, бидејќи малите и средни предпријатија се фокусот, нели, тоа е и целта да се поддржи на тој начин и целата економија. На дополнување на сето ова ќе споменам уште една друга можност која што е особено важна и за невработените лица. Од друга страна и за компаниите, јас лично, можеби и вие, познавам многу луѓе кои што зема кредити за буквално да се доквалификуваат или преквалификуваат, да завршат некои приватни академии, нели, обуки и така натаму, што е за поздравување од една страна за нивната проактивност, меѓутоа овој пат со еден проект тоа е потпомогнато од UNDP, бидејќи им дава поддршка на компаниите да пронајдат невработени лица кои што им се потребни за нив самите, со тоа што самиот проект покрива 70% од тие обуки, а самата компанија само 30%, што на некој начин на самите невработени лица им дава една голема можност да навлезат во пазарот на трудот и што е она што се бара денеска. Така. Ајде да малку помабетиме и околу самите меки вештини, зошто се тие важни, всушност да ги поседуваме сите, но и важни за работодавците. Ако може да направиме една листа, кои се оние меки вештини кои што може да влезат во на топ 5 листа, кои што денеска најмногу ќе помогнат на секој поединец во неговото професионално усовршување и вработување? Што е тоа што го бараат? Па така, има светски статистики, например Светскиот економски форум даде едно истражување кои се топ 10, например, вештини генерално, кои ќе бидат потребни до 2025-та, или па да видиме како меките вештини тука се вклупуваат. И овие 10 топ вештини што ќе бидат потребни се поделени во 4 категории. Едната категорија е дигитализација, се што е поврзано со дизајнирање на софтверски решенија, наоѓање на проблеми на интернет. Меѓутоа, другите 3 се интересни. Например, едната е за само менаџирање. Тоа значи на толеранција на стрес, издржливост, емпатичност, значи флексибилност како луѓе во ова време, што многу ми го почувствувавме за време на овие 2-3 години, последни особено. Така. Потоа втора категорија е менаџирањето со луѓе. Тука спаѓа лидерството, општествено влијание, кое што сега со ова дигитално време малку е поширока категорија. И како последна, четврта категорија би било онаа категорија која се однесува на решавање на проблеми. Значи, тука се спаѓаат аналитичко размислување, критичко размислување, иновации, давање при тоа анализирање длабоко и така натаму. Сега во овие вештини, особено овие 3 категории што не се толку поврзани со дигитализацијата,
тука спаѓаат неколку вештини, меки вештини кои што не можат да бидат заменети дури ни со вештачка интелигенција. Например, емпатијата, многумина веќе ја знаат, меѓутоа има разлика дали емпатија кон вработените, кон вашиот тим внатре или емпатија кон клиентите, например. Па потоа може да видиме во ова дигитално време како тоа се разликува. Меѓутоа има тука, например, и тимска интелигенција, предвидување на тимскиот раст, да пронајдете и да излезете со целосно нови идеи во една организација, во еден тим, и за тоа да најдете потенцијал за негов раст. И тоа се некои меки вештини кои што, например, софтверите или вештачката интелигенција може да ви помогнат во собирање на некои податоци. Меѓутоа, како вие тоа ќе го примените, ви треба обучувач, ви треба некој кој што ги знае овие меки вештини, или вие самите, оние што се на позиции, дали тим лидери, дали некои што се одговорни на тимовите, менаџментот, оделот за човечки ресурси, да бидат токму тие кои што ќе ги насочат своите вработени. Сега се добива една перцепција, доколку грешам ке ме исправиш, дека некаде најголем замав овој спој на меки и дигитални вештини зема некаде од 2010 година па навака. Некако кога дојде ковид пандемијата, самото она наметнување на онлайн работа и слично, некако на површина извади работи за кои што изминатите 10 години не се зборуваше премногу кога станува збор за спојката на меки и на дигитални вештини, односно докажа дека колку и да се трудиме да ги споиме во секој сегмент овие работи, има некаде каде што меките вештини си остануваат традиционални, онака како што треба да бидат. Верувам дека ми ја свати поентата на прашањето, но колку ете ќе се согласиш со ова? Се согласувам целосно со тоа што не треба да заборавиме дека ние како општество малку задоцнивме со некои работи. Јас се сеќавам 2007, тоа е пред 15 години, тогаш се воведе интернет во секој дом, да речеме, или во повеќето домови беше достапно благодарение на телекомуникацијските оператори. Тогаш почнаа социјални мрежи, односно Facebook, некои луѓе останаа само со Facebookот. И сега, замислете, пред 15 години ви доаѓа некоја нова мрежа, не знаете што со нејзе, ајде ќе се играме, и сега една од најбараните професии е дигитален маркетер, односно некој што знае како со овие социјални мрежи да комуницира со вработените, со клиентите, значи да ги вметне и меките вештини и емпатијата во дигитален свет на социјалните мрежи. И затоа е потребна таа корелација од двете страни. Од друга страна, сега многу умина зборува дека се потребни дигитални вештини, да, потребни се, меѓутоа ако го немате оној момент на човечноста, на таа мека вештина да го вметнете во тој дигитален свет, нема да го постигнете истиот ефект. А кај нас стана преочигледно токму овие 2-3 години за време на пандемијата, кога свативме дека е нужно. Меѓутоа светот веќе неколку години оди во таа насока и еве, например, Роберт Киосаки пред некој ден кажа дека дефинитивно со ковидот можеме да кажеме дека е крај на индустријската ера, сега дефинитивно започнува нели она 4.0 или информатичката ера. Така. Во моментов живееш, работиш, функционираш повеќе во Полска поради одреден проект. Може во неколку црти само да кажеме за што станува збор, бидејќи сакав да направиме една споредба како таму малите и средни предпријатија и како ете кај нас и во овој дел од светот, не конкретно само за Македонија, во овој дел од Балканот се подготвени за оваа трансформација помеѓу меките и помеѓу дигиталните вештини, или се уште не во негативна конотација кажано, меѓутоа народски ќе се изразам, се уште лутаат за да ја најдат она средина за да бидат поуспешни во овој процес. Па добро, има мала разлика, како што кажа, например, мојот ангажман со Полска веќе трае некои 5-6 месеци досега, главно беше онлайн, наскоро наредните 6 месеци ќе биде повеќе и со физичко присуство. А која е таа разлика? Можам да кажам дека самата држава, сите фондови, дали се од Европска унија, дали се преку самите агенции на државата Полска, дали е преку градоначалниците или провинции и региони што ги имаат, навистина вложуваат во сето ова што е потребно од аспект на дигитални вештини, од аспект на меки вештини, и особено поддршката ја даваат на малите и средни предпријатија, бидејќи знаат дека тие се главни носители на економијата. Не само кај нас, секаде околу процентот во Европа, во секоја земја е околу 90% од сите предпријатија во една земја се мали и средни предпријатија. И тие од една страна
најтешко можат во однос на фондови, во однос на зголемување на растот, на број на вработени, одат чекор по чекор, малку тежок е тој пат, меѓутоа од друга страна, во вакви турбулентни времиња, тие се многу пофлексибилни и можат повеќе да се снајдат. И едноставно, самата држава таму сваќа дека тоа е начинот со поддршката максимална на малите и средни предпријатија ќе си ја подигне целата економија. И не се ограничува дали тоа мало и средно предпријатие треба да биде иницијално од Полска, еве ние од Македонија сме аплицирале, не избрале, бидејќи критериумот е иновативност, критериумот е идно вработување, идно потикнување на развој на економијата, така што кога ќе ги отворите и кога едноставно фокусот и на државни институции и на приватен сектор ќе биде натаму, сите имаат бенефит. Така. Но мораме да бидеме и малку позитивни кога станува збор за нашава земја. Се забележува дека во последно време и вашата работа како обучувачи е доста зголемена. Со ова сакам да поврзам дека очигледно го слушаат дигиталниот глас малите и средни предпријатија, дека на тој начин повеќе може преку обуки повеќе може да се прилагодат на новото време и да ја фатат брзината со која што се трансформира светот, да ја фатат онаа средина помеѓу традиционалното и денешното дигитално. Па така, јас баш и во мојата работа го спојувам. Од една страна и ги обучувам компаниите и сите поединци за овие вештини. Од друга страна исто така сум основач на стартап кој што сега се прошири во Полска, кој што токму има софтвер за човечки ресурси, за менеджирање на човечки ресурси. И сега ќе речете зошто е, како е ова спојливо и како е важно. Еве едно неодамнешно истражување пред неколку дена од ITMK произлезе дека дури 67% од IT професионалците, информатичарите во Македонија посакуваат работа со хибриден модел. Односно, самите да си бираат кои денови ќе бидат дома, самите да си бираат кои денови ќе бидат на работа, меѓутоа тоа цело време треба да се следи. И ајде сега да го споиме со она што го зборувавме претходно, емпатија на вработени. Кога сте во живо, јас можам да ја видам невербалната комуникација ваша и да проценам полесно дали вие сте можеби нервозен. Ако ве прашам, ќе речете добро сум. Се смееме дека за време на пандемијата од претходно што правиш, најчестото прашање се промени во како си, што е прилично добар напредок и се надевам ќе остане. И останува, така, и се надевам ќе остане понатаму, затоа што тука е почетната точка за секој следен чекор. И сега, кога сме во живо, тоа е полесно за проценување, бидејќи и сетилото за вид можеме да го вклучиме. Но што се случува кога е онлайн? Еве, хибридна работа сакаат сите, работат негде од дома. Во мојата работа секојдневно тоа се случува во еден ден да сум на состаноци со Сингапур, Канада, со Италија и со Македонија. И сега имате различни контексти, различни временски зони онлайн, меѓутоа затоа е тоа развивање на тие вештини, потребата од такви некои софтверски решенија и веќе почнува да се буди, особено од кога заврши пандемијата кај нас, да речем кога се отворија почетоков на оваа 2022 година вратите, никако сите оваа потреба ја забележуваат и се сложни дека во таа насока треба да одиме. Многу голем дел од приватниот сектор. Јас се надевам само сите овие фондови што како држава ги добиваме, дека ќе бидат правилно алоцирани, распоредени во оваа насока, за да може навистина сите како граѓани да почувствуваме некоја корист. Посакувам среќен пат за Полска да имаш. Неделава ми кажа дека патуваш и во интерес на времето тука ќе морам да ти се заблагодарам за ова денешно гостување во Македонија наутро, но со тебе имаме многу теми на кои што ќе разговараме преку Skype. Додека си во Полска, тоа нека биде во планерот со овие состаноци кои што си ги имаш онлайн, нека влезе и Македонија наутро, бидејќи оваа сезона ќе се дружиме со тебе на вакви. Ова е дефинитивно широка тема, вака сакав да почнеме, но ќе вадиме под теми за кои што ќе ги информираме гледачите, верувам дека ќе бидеме интересни. Ване, ти благодарам за поканата и благодарам на гледачите, а јас каде и да сум, во срцето и со умот, без разлика телото каде е, секогаш ќе си ја сакам и ќе поддржувам Македонија. Да, добро, си на релација Полска-Македонија. Не значи дека голем дел од нашиот тим си е тука. Ето така, тоа е за поздравување.